Добар ден, почитувани присутни. Мене лично ми е огромно и особено задоволство што денес на меѓународниот ден посветен на мајчиниот јазик можам да се обратам во оваа наша значајна научна институција и решив ова мое кратко обраќање да го потсетам или да го посветам на зборовите на тројца наши мајстори на зборот. Морам да признам дека бев во недоумица како да го започнам говорот пред овој се научен аудиториум. И искрено тешко е да се зборува јазикот во време кога честопати ја слушаме неговата опачина. Имам чувство дека во минатото или кога нашиот јазик се уште не бил кодифициран, како да постоела поголема грижа за него. И ако се прашувате од кого е најмногу загрозен нашиот јазик, стручниот одговор е од нас самите. Тука ќе го парафразирам и големиот Петре Андреевски, кој што вели дека предавството на јазикот е предавство и на нашите родители, но и на нашите деца. За зборовите на мајчиниот јазик сите сме дознале многу одамна пред да осознаеме дека постојат и зборови на други јазици. Затоа довербата во сопствениот јазик е најсигурната доверба. Или како што вели Анте Поповски, јазиците се барјак на подчинетите народи. Јас лично би додал, меѓутоа и на малите народи. Преку јазикот тие ги искажуваат своите стремежи и за нив јазикот е оружје против туѓото робство. Ете, токму јазикот бил и нашето оружје во нашата историја, нашиот постојан бедем, но и наша колективна меморија. Или како што рекол Мудро Конески, јазикот е нашата идеална татковина. Токму заради тоа градот Скопје, може би малку и надвор од своите надлежности, го поддржува овој ден на мајчиниот јазик. А тука сакам да ја најавам и скромната поддршка за реконструкција на спомен собата на Крсте Петков Мисирков. Единственото што можам да додадам е дека во таквата соработка се пронаоѓаме себе си како институции и таквата соработка, и тоа е нашето всушност институционално значење, и таквата соработка мора и да продолжи и да се продлабочува во иднина. Нека ни е честит меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Имајте убав ден.